Новиот закон, но и граѓаните се согласни. На пијани, дрогирани и несовесни возачи возилата да им бидат одземени во истиот момент. Треба. Законски треба. Или не полагал. Без дозвола не е оваа стопанка направена држава. Треба да се земе дозвола. Па слушај, треба да бидеме правна држава, бе. Како ќе улеземе во Европа? Ти да дозволиш на некој да без дозвола да возе, нема шанса. Па да се казне, париш на казне. Зашо возили ќе зими? И па и за пијани и нерегистрирани коли. Треба, како? И треба да скарат да се стави во држава. Треба. Треба да има казна. Нема дозвола возе пијани таму возат. И треба и да се земе, како не. Според новите измени во кривичниот законник, возила се одземаат во случаи на возење без возачка дозвола, екстремно пречекорување на брзината, управување под дејство на алкохол или дрога, како и кај рецидивисти. Доколку возилото е во сопственост на сторителот, може да биде и трајно одземено. Во постапката, според законот, судиите и обвинителите ќе бидат клучни во одлуките дали и кога на собствениците ќе бидат вратени возилата одземени поради тешки сообраќајни прекршоци. А од полицијата велат дека таа постапува по насоки на јавен обвинител, а понатамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Од друга страна, правните експерти предупредуваат дека поради преоптовареноста на судовите и недостигот од судии, постапките можат да траат со месеци. Тоа значи дека собствениците на одземените возила би можеле подолг период да останат без нив се до конечна судска одлука. Овие законски измени треба да донесат ред во сообраќајот, зголемена безбедност и помалку жртви на патиштата. Почетните реакции по неговото имплементирање во некои случаи беа екстремни, но во други земји казните се уште поригорозни. Трајно се запленуваат возила вредни и од неколку десетици илјади евра, а се изрекуваат и драконски затворски казни.